Срце на терен, напорна работа и брзи резултати, наместо привилегирана политичка каста и граѓани од трети понизок ред, еднаквост помеѓу сите. Борба против корупцијата, нулта толеранција за криминалот, подобар животен стандард, заложбите на мандатарот и идните министри јасни, програмата и составот поднесени до собранието. Во сабота на 22 јуни ќе започне расправата за избор на новата влада, предводена од Христијан Мицкоски. Најдоцна до недела на полноќ лидерот на ВМРО ДПМН ќе застане на чело на владата. На така наречената семејна фотографија, друштво ќе му прават министри од неговата партија, коалицијата Вреди и движењето Знам за наша Македонија. Граѓаните очекуваат брзи резултати. Јасно е дека ова влада, како и очекувањата на граѓаните се да испорачува она кое што го ветуваше. Не ветувавме многу за време на кампањата, ветувавме дека Македонија ќе биде повторно на граѓаните, односно државата која што изминативе 7 години беше заробена од страна на една мала група властодржци кои што доаѓа од досега владеачките партии, конечно е слободна и ќе биде вратена назад на граѓаните. Само со напорна работа, да го оставиме срцето на терен, да немаме поделба на граѓани од прв ред и граѓани од втори, трет ред, односно сите да се чувствуваат подеднакво. Мицкоски верува дека членовите на неговата влада ќе бидат исклучително мотивирани да постигнат резултати на секое поле. Иако нискиот животен стандард е голема мака за народот, граѓаните се разочарани и од високото ниво на корупција и криминалот кој се затскривал сите овие години. Вети дека секој што ќе се огреши ќе одговара пред законот и нема да има толерирање без разлика од која политичка партија доаѓа каква било злоупотреба. Јас очекувам дека секој од нив максимално ќе се заложи, ќе даде и повеќе од својот личен капацитет да направиме нешто за нашите граѓани. Тие тоа го заслужуваат. Бидејќи тие своето го направија, сега е наред ние да направиме нешто за нашите граѓани. Очекувам безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата од секаков вид, не само политички, за политичкиот нека ни да зборувам. Нема да има толерирање без разлика од која политичка партија доаѓа било каква злоупотреба и овластување на било кое именувано лице, доколку истото биде дел од било какви криминални или коруптивни скандали за кои што постојат докази, се разбира. Мицкоски побара од новинарите да бидат критички настроени кон идната влада и најави дека секогаш ќе бидат тука да ги слушнат забелешките на медиумските работници. Опозицијската СДСМ пак со паушални обвинувања. Програмата за идната влада се состоела од многу ветувања, но не вистински решенија за проблемите со кои се соочуваат граѓаните.